Заврши тринеделниот зимски распуст и од денес започна второто полугодие од учебната 2020-2021 година. И тоа на ист начин како и првото полугодие. Промени во однос на начинот на одвивање на наставата нема. Учениците од прво до трето оделение ќе одржуваат настава со физичко присуство, додека останатите продолжуваат онлайн. Второто полугодие стартуваше непречено во сите основни и средни училишта на подрачјето на Гостивар. Од училишните управи го повторуваат ставот дека наставата со физичко присуство е незаменлива, но велат дека постепено се надминувале проблемите и тешкотиите што ги донесе учењето на далечина. Предноста е тоа што колегите сепак се навикнаа на употреба на националната платформа. И се навикнаа на тие новини кои се од страна на Министерството за образование и наука ни се дадени, кои треба ние да ги спроведуваме во практика. Има соработка помеѓу колегите. Ако ја нема соработката, тоа ништо не ќе може да се изведе. Меѓутоа, сите тие новини кои беа направени од страна на Министерството со соработката помеѓу администраторите во училиштето и колегите, мислам дека тие потешкоти се поминаа на полесен начин. Матурантите од средните училишта во Гостивар се приклучија на бојкотот на наставата што го иницираше Сојузот на средношколци и најмалку во следните недела дена нема да посетуваат онлайн настава. Сојузот бара наместо 4 да се полагаат 2 предмети на државната матура, од кои задолжителен да биде мајчин јазик. Значи, Сојузот на средношколци пред 3 дена одлучи дека наставата ќе биде бојкотирана. Ќе биде бојкотирана бидејќи многу голем број ученици не се согласуваат на реториката на државната матура. Ние направивме една модификација, значи нашето барање е од 4 предмети полагање да се полага во 2 предмети. Во оваа реторика и учениците ќе имаат бенефит, и професорите ќе имаат бенефит, и Министерството ќе има бенефит, но и Државен инспекторат за испити ќе има бенефит. Значи секој има бенефит. Ние вчера имавме еден состанок бевме повикани во состанок со министерката за образование и наука Мила Царовска и исто и со министерот Филипче, во кој состанок ние зборувавме за државната матура, исто и за отворање на училиштата. И во тој состанок нас не беше кажано уште еднаш, бидејќи не е прв состанок, дека ова реторика што ние ја бараме, оваа година не може да се случи. Затоа ние уште еднаш рековме и кажавме дека учениците ќе бојкотираат. Од информациите ја што ги имам, Гостивар ќе бојкотираат сите матуранти, но не само Гостивар, ќе се бојкотира во 18 градови во цела држава. Епидемиолошката состојба со коронавирусот во училиштата на гостиварска територија надлежните ја оценуваат како стабилна. Кога се јавувала потреба поради заразени наставници, се вршела реорганизација и немало прекини во текот на наставата. До сега, верувајте, многу бил мал бројот на колеги кои биле со COVID-19 и тоа по двајца на секои 3 недели. И бевме прашувани како училиште дали е се во ред со извештајот кој го праќате. И тие наставници кои се поминати, имаме име, презиме, се евидентирани, кои изостанувале од онлайн наставата ја држале, пошто биле со онлайн настава одржување на часови и тука немаме никаква примедба и немаме никакво отсуство. Во основните и средни училишта во Гостивар настава следат околу 10.500 ученици.